Време е за најновите информации од регионот Македонија и светот. Еве ги настаните кои го одбележаа последниот понеделник од оваа 2016 година. Чадиев соотчет за сработеното во 2016 година. Денес и утре 40 на семејства од Велес од локалната самоуправа ќе ја добијат ветената новогодишна помош. Театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци традиционално во пресрет на новогодишните и божикните празници организира театарски представи за најмладата публика. Градоначалникот Славчо Чадиев денеска соотчет за сработеното во општина Велес истакна дека во текот на 2016 година општина Велес реализираше 114 проекти. Од нив реализирани се 38 инфраструктурни проекти, од кои 26 се однесуваат на реконструкција, асфалтирање и бетонирање на улици, поставување на водоводни линии, како и реконструкција на истите. Во текот на 2016 година општина Велес реализираше 114 проекти, од кои директна корист ќе имаат сите граѓани на општина Велес. Од нив реализирани се 38 инфраструктурни проекти, од кои 26 се однесуваат на реконструкција, асфалтирање и бетонирање на улици, поставување на водоводни линии, како и реконструкција на истите, истакна градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев во отчетот за 2016 година. Економијата и понатаму останува приоритет број 1 за нас. Во 2016 година се гордееме со успешната приказна во која се прерасна фабриката Маркарт со инвестицијата на STS Textile во поранешната свилара, со рестартирањето на Киро Чучук од страна на македонската турска компанија Eurobri Company. Целосно е уредена индустриската зона Караслари, оформена е новата зона Мамутчево, се изгради првиот индустријски капацитет во продадената индустријска зона Речани 2 и други проекти со цел привлекување на домашни и странски инвестиции, потенцираше Чадиев. Образованието, социјалната заштита остануваат една од назначените области на кои што работиме многу. Во оваа година поставивме нови фасади во 5 клонови на детските градинки во нашиот град, но и во средното стручно училиште Колене Делковски, каде што во ова училиште неодамна ги пуштивме и новиот систем за ладење и греење во спортската сала. Во 2016 година општина Велес организираше 91 културен настан и низа проекти од областа на спортот. Чадиев за идната година најави низа капитални проекти, меѓу кои изградба на затворен пазар, пешачки мост кај Башино село, како и изградба на велосипедска патека. Земјоделците кои оствариле приход до 1.300.000 денари до 31 јануари 2017 година можат да поднесат барање за паушално оддоночување до Управата за јавни приходи. Валентина Михайловска ги има деталите. Управата за јавни приходи информира дека земјоделците кои оствариле приход до 1.300.000 денари до 31 јануари можат да поднесат барање за паушално оддоночување до Управата за јавни приходи. Појаснуваат дека без разлика дали земјоделството представува основна дејност или таа ја вршат како дополнително занимање, регистрацијата за паушално оддоночување овозможува персоналниот данок да го плаќаат еднаш во годината, без дополнителни трошоци за водење деловни книги. За регистрираните вршители на земјоделска дејност, меѓу поволностите се целосно ослободување од персонален данок, доколку приходот во 2016 година изнесува до 300.000 денари, даночни олеснувања од 80% од остварениот приход, доколку се движат над 300.000 денари до 1.300.000 денари и ослободување од плаќање на данок на доход за субвенциите доделени од државата.
Доколку земјоделската дејност е дополнителна, предвидени се даночни олеснувања во висина од 80% од остварениот приход и ослободување од плаќање на данок на доход за субвенциите. Во текот на декември и јануари, Управата за јавни приходи организира и обуки за земјоделците на тема пријавување и оданачување на приходи од земјоделска дејност на физички лица кои се оданачуваат во паушален износ. Бензините и дизел горивата од ноќеска на полноќ поскапуваат за 2 денара по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Како причина за зголемувањето се наведува повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 2,1% повисокиот курс на доларот во однос на денарот. Поскапуваат бензините и дизел горивата за 2 денари по литар од ноќеска по полноќ, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Во просек за 7,01, односно за 4,46% се врши зголемување на рефинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати. Новата малопродажна цена на Евросупер БС 95 изнесува 66,5 денари за литар. Евросупер БС 98 ќе се продава за 68,5, Евродизел за 53,5, а цената на екстра лесното масло за домакинство е 42 денари за литар. За 2076 денари по килограм се зголемува и малопродажната цена на мазутот. Сега ќе чини 28.109 денари за килограм. Повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 2,1% повисокиот курс на доларот во однос на денарот се причини за зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати од регулаторната комисија за енергетика. Средствата кои беа наменети за дочек на новата година во општина Велес, оваа година со хуманитарен карактер. Денеска и утре 40 на семејства од Велес од локалната самоуправа ќе ја добијат ветената новогодишна помош. Чадиев вели дека оваа новогодишна хуманитарна мисија ќе ја практикуваат и во иднина. Денес и утре 40 на семејства од Велес од локалната самоуправа ќе ја добијат ветената новогодишна помош. Прехранбените и хигиенските пакети, како и вредносниот чек од по 2000 денари, лично ги предава градоначалникот Славчо Чадиев. За семејствата добитници, оваа помош е повеќе од добре дојдена. Празниците ќе бидат повесели, а трпезата побогата, вели Азир Елмази и Јасминка Златева. Му благодарам многу на градоначалникот, многу му се благодарам, Господ здрави нека му дај што толку ми се онаде за децата немав ништо. Што ќе значи ова за вас, еве, за престојните празници? Многу ми значи, за мене и за посебно за моите деца многу значи за мене, пошто сите славеа нова година, а јас со децата си спија. Како прво радосно децата, како второ ќе можам да поминам, да ги прехранам, да ги нахранам, дечињата, да си ги згрижам, да не бидат гладни, голи, боси. Радост е и за мене и за децата радост. Благодарна сум многу. Средствата потребни за оваа хуманитарна мисија се всушност парите кои што општина Велес планираше да ги потроши на организирање на дочек на новата година. Во соработа со Центарот за социјална работа ги добивме кои се 20 најзагрозени семејства, меѓутоа општина Велес организира и друг вид, значи вработените исто така хуманитарно одвојуваа средства, тоа значи дека на околу 40 најзагрозени фамилии во нашиот град во преспрета на новогодишните и божичните празници, општина Велес ќе им помогне. Тоа значи се даваат пакети за со хигиенотехнички средства, се дава храна, меѓутоа на секоја фамилија се дава и по еден ваучер од 2000 денари. Градоначалникот Чадие вели дека оваа новогодишна хуманитарна мисија ќе ја практикуваат и во иднина. Седма година поред Ротари клубот од Кавадарци организираше донаторска вечер на кој собраните средства ќе ги намени за реализација на 2 проекти.
Водејќи се според нивното мото за децата на Кавадарци ја даваат поддршката онаму каде што е најпотребна. Тие одлучија во 2017-та донаторските средства да ги вложат за реновирање на играорната сала на фолклорниот ансамбл Тиквеш и детското оделение при општата болница во Кавадарци. Реновирање на играорната сала на фолклорниот ансамбл Тиквеш, кој работи во рамки на Домот на културата Иван Мазов Климе и реконструкција на детското оделение при општа болница Кавадарци. Ова се проектите кои Ротари клуб Кавадарци ќе ги реализира наредната 2017 година. Водејќи се според нивното мото за децата на Кавадарци, ја даваат поддршката онаму каде што е најпотребна. Постигнатите резултати во реализирањето на проектите, како и одговорноста што Ротари клубот и секој негов член ја чувствува кон своите пријатели и помагатели, пред нив поставија обврска наредната година да ги реализираат овие два проекти. Човекот е голем според тоа колку тој работи за доброто на другите луѓе. Во знакот на ова мудра мисла, на овој мислител, членовите на Ротари клубот Кавадарци, како и сите ротаријанци, одејќи по патот на хуманоста, несебично и со голем ентузијазам, даваме дел од нас, од нашето време и од нашите животи за децата и за доброто на сите, таму каде што е најпотребна нашата помош. Воедно, секој од вас, присутен оваа вечер овде, донира средства со што сите стануваме дел од хуманата цел која шири ротаријанството. Во знак на поддршка и благодарност до Ротари клубот од Кавадарци, директорот на Домот на културата Иван Мазов Климе Владимир Темков рече дека годишниот концерт на фолклорниот ансамбл Тиквеш ќе биде посветен на Ротари клубот. Исто така за возврат Темков подари уметничка слика изработена на овогодинишната ликовна колонија Кавадарци Михајлово 2016. Ова е за прв пат додека сум јас директор на Дом на култура некој да се сети и да одвои средства за Домот на културата. Во изминатите неколку години секогаш доаѓа некакви групи, некакви издруженија кои што правеа некакви донаторски конференции, на средствата одеа на друго место. Еве, се случи и тоа. Средствата да дојдат кај децата од Домот на културата. Во изминатите 7 години, Ротари клуб Кавадарци реализираше повеќе проекти под мотото за децата на Кавадарци. Вложија напори да се создадат подобри услови за здравствената заштита на најмладите, поттикнаа создавање на позитивни вредности кај учениците од основните и средните училишта во градот, ги подобрија и условите за развој на техничката култура кај младите и придонесоа за развој на спортот во Кавадарци преку изградба на фитнес зона на отворено. Театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе традиционално во пресред на новогодишните и божикните празници организира театарски представи за најмладата публика. Годинава за прв пат се прикажува театар на сенки со адаптација на представата Волшебникот од Оз. Пред новогодишните театарски представи на актерите од Кавадаречкиот театар повторно и годинава ќе ги забавуваат и насмеат нашите најмлади сограѓани. Оваа година на малку поинаков начин учениците од сите основни училишта ќе ја почувствуваат пред новогодишната магија и се она што за нив е подготвено од страна на театарот на Домот на културата Иван Мазов Климе. Годинава за прв пат се прикажува театар на сенки, што е поразлично од претходните години, кога на децата им се нудеше класична театарска представа. Ние актерите од позади работиме тоа нешто во принцип како куклен театар, меѓутоа сето се случува нели позади платно и тие сенки прават еден многу убав ефект, проследено со музиката и со звучните ефекти, со светлосните ефекти го даваат потребниот доем како треба тоа да изгледа, барем малку така до онаа професионалното. Бидејќи кавадаречките актери за прв пат работат на ваков проект кој беше идеја на Микица Илова, примерно беа насочени со тоа дали ќе успеат да го задржат вниманието на најмладите, но судејќи според прикажаните две представи, повеќе од успешна беше реализацијата на представата Волшебникот од Оз, а најмладите уживаа, се смеја и сепак на крајот видоа дека на вистина во приказната постои Дедо Мраз кој ги исполнува желбите на умните деца. Ние толку ја склопивме оваа представа, околу 35 минути
трае целосно. Меѓутоа пак стравот од тоа што за прв пат го работиме ова беше, се разбира, присутен. Меѓутоа, после реакциите после првата представа, после реакциите на самите дечиња, а и реков, нели, јас прашав неколку луѓе што ја гледа представата, сега сме сигурни дека имаме одличен производ, дека проектот со театар на сенки е успешен и дека, здравје Боже, понатаму ќе правиме нешто многу пообемно, со малку повеќе средства, ако се вложат, малку и по-професионално, нели? Представата Волшебникот од Оз за најблагородната публика со 2 изведби ќе биде прикажана во текот на утрешниот ден и во среда од 11:12 часот. Членовите на Сдруженијето на лица заболени од церебрална парализа ја одржаа традиционалната предновогодишна средба. На средбата присуствуваше и градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Тој на сите им подели новогодишни пакетчиња. Општина Велес и годинава продолжи да го реализира акциониот план за лицата со посебни потреби. Сдруженијето на лица со церебрална парализа традиционално организираше предновогодишно дружење. Освен лицата со пречки во развојот од Велес, присуствуваа и од градско. Општина Велес во 2016 година реализираше низа проекти за подобрување на квалитетот на живот на овие лица, смета председателката на Сдруженијето на лица со церебрална парализа Далиборка Златева. Пред се, значи, со набавката на електрични колички, со набавката на хидраулични лифтови, поддршката за летно рекреативно летување на лицата со попреченост, работилници од психолошки карактер. Се надевам дека во наредната 2017 година повеќе ќе се посветиме на локално формирање на сервиси за поддршка на биолошките семејства. Златева смета дека од суштинско значење е возобновување на сервисот за домашна посета и поддршка на лица со попреченост. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев вели дека и во наредниот период локалната самоуправа ќе продолжи да работи за подобрување на условите на лицата со посебни потреби. Почнувајќи од поддршки финансиски онамо кај што треба, организирање на излети, потоа соработка со лицата со оштетен слух, со слепите лица, комплетното сето што ни е зацртано ќе го изработиме, мислам ќе го имплементираме така да се надевам дека овој нов план што го имаме сега е токму оноа што им е потребно на лицата со посебни потреби. Општина Велес е првата која го изработи локалниот акционен план за лицата со посебни потреби, а преку него се реализираа низа проекти за оваа категорија граѓани, истакна Чадиев и ја потенцираше одличната соработка со Сдруженијето. Државната изборна комисија ноќеска на полноќ ги објави првичните резултати од прегласувањето 2011 во Теарце. На пресконференција председателот на ДИК Александар Чичаковски информира дека бројот на пратенички мандати на предвремените парламентарни избори останува непроменет. ВМРО-ДПМНЕ освои 51 пратеник, СДСМ 49. Најдоцна до 31 декември ќе се одржи седница за избор на новиот состав на собранието. Вести од Македонија. Државната изборна комисија наполно ги соопшти првичните резултати од прегласувањето на избирачкото место 2011 во Теарце, според кои нема промени во освоени пратенички мандати во 6-та изборна единица. Како што информира на пресконференција председателот на ДИК Александар Чичаковски, бројот на пратенички мандати на предвремените парламентарни избори останува непроменет. ВМРО-ДПМНЕ освои 51 пратеник, СДСМ 49, ДУИ 10, БЕСА 5, Алијанса за албанците 3 и ДПА 2. Чичаковски соопшти дека доколку нема приговори за денешното прегласување, сите избрани пратеници до среда 28 декември ќе ги добијат уверенијата. Председателот на ДИК потенцирал дека заедно со уверенијата ќе биде доставен и извештајот за спроведените избори до Собранието на Република Македонија. На пресконференција Чичаковски истакна дека прегласувањето поминало мирно и во фер атмосфера. На прегласувањето на избирачкото место 2011 во Теарце од запишани 714 гласачи, во избирачкиот список гласале 402.
односно излезеноста е 56,30%. Според податоците на Државната изборна комисија, за коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН гласале 149 граѓани, за СДСМ и коалицијата 245, ДУИ, ДП и Алијанса за албанците освоиле по 1 глас, а ВМРО за Македонија 2 гласа. Коалицијата за промени и правда, БЕСА и ПДП не освоиле ниту 1 глас. Според изборните рокови, најдоцна до 31 декември треба да се одржи конститутивна седница за избор на новиот состав на собранието. Потоа на 9 јануари председателот Иванов треба да му го даде мандатот за формирање влада на кандидатот на партија која има мнозинство освоено гласови. Откако мандаторот ќе го предложи составот на новата влада и ќе покаже дека има мнозинство, на 16 февруари во собранието треба да се гласа новата влада, за која треба да гласаат мнозинство од скупниот број присутни пратеници. На 53 годишна возраст почина легендарниот музичар Џорџ Мајкл во својот дом во Оксфорд. Тој беше еден од најпознатите светски пејачи кој во својата кариера продал повеќе од 100 милиони албуми. Причината за неговата смрт најверојатно е срцева слабост која е предизвикала срцев удар. Следуваат вестите од светот. Бројот на турски државјани кои текот на оваа година добиле статус на азиланти во Германија е тројно зголемен од лани, говорат податоците на германските власти. Според овие податоци, во текот на 2015-та, во Германија азил побарале околу 1800 државјани од Турција, додека во периодот јануари-ноември 2016-та барање за азилантски статус поднеле над 5200 турски граѓани. Од вкупната бројка на турски азиланти во Германија, над 4000 се по националност курди, што се толкува како последица на интензивирањето на судирите меѓу турските сили и припадниците на Курдската работничка партија и на засилените притисоци од страна на властите врз избраните курдски представници. Германските експерти проценуваат дека ваквото драстично зголемување на бројот на турци кои бараат азил во Германија се должи и на мерките што ги презедоат турските власти против своите противници по неуспешниот обид за воен преврат во јули годинава. Терористички напад не е виден како главна верзија на падот на авионот, изјавил рускиот министер за сообраќај Максим Соколов, кој е шеф на владина комисија за истрага на несреќата. Тој додаде дека главните верзии за падот на авионот не вклучуваат терористички напад, туку се разгледува дали во несреќата дошло поради технички проблеми или грешка на пилотот. Руското министерство за вонредни ситуации соопшти дека се проширува потрагата по телата на жртвите од авионската несреќа и таа се врши во 3 смени. Во потрагата се вклучени 3500 луѓе во 200 различни тимови. Авион на Руското министерство за одбрана Ту-154 со 92 патника се урна вчера во Црното море по полетување од Сочи кон Сирија. На 53 годишна возраст почина легендарниот музичар Џорџ Мајкл во својот дом во Оксфорд. Тој беше еден од најпознатите светски пејачи кој во својата кариера имал продадено повеќе од 100 милиони албуми. Причината за неговата смрт најверојатно е срцева слабост, која предизвикала срцев удар. Полицијата соопшти дека амбулантното возило пристигнало на неговиот имот во Геринг во Оксфордшир во 13 часот и 42 минути, како и дека немало сомнителни околности. Ѓоргис Киракојакос Панатиоу, познат како Џорџ Мајкл, беше англиски пејач, композитор, а во текот на кариерата, долга повеќе од 30 години, тој освои многубројни престижни награди. Пораснал во Северен Лондон и уште од мали нозе се подготвувал за големи музички чекори. Неговата кариера започнува негде околу 80-тите со групата ВАМ, а потоа продолжува со соло кариера. Неговиот прв албум како соло уметник е продаден во повеќе од 20 милиони примероци. Британскиот поп пејач за секогаш ќе остане запоменат по бројните хитови и снимени спотови.
Музичко наследство кое Џорџ Мајкл го остава зад себе, ке порасне многу генерации што доаѓаат, но оние кои израснаа со него денеска се особено тажни. Пред неговиот дом во северен Лондон има многубројни фанови кои со солзи во очи оставаат цвеќе, трогателни пораки и палат цвеќе во чест на прирано починатата музичка легенда. Смртта на Џорџ Мајкл е уште една во низата на музичките звезди кои починаа во оваа 2016 година. Денеска имаме умерено облачно време со сончеви периоди. Постојат услови за слаби локални врнежи од дожд и снег. Утре во Македонија ќе преовладува променливо облачно време. Ќе дува умерен до засилен северен ветер, особено долж по Вардарието. Деталите во продолжение. Ова е последната информација од Дневникот. Пријетно!